Што значи да се биде акушер? Што со себе носи оваа професија и дали младите се уште се заинтересирани за неа? Дознаваме во продолжение од разговорот со директорката на Високата медицинска школа во Битола, професор доктор Доминика Рајчановска. Во пресрет на 5 мај, светскиот ден на акушерките, денеска се наоѓаме во Високата медицинска школа во Битола, каде што ќе разговараме со директорката, професор доктор Доминика Рајчановска. Добрин дојдовте во утринската програма Деница. Најпрво, еве, јас ќе поставам едно прашање. Го прославуваме светскиот ден на акушерките. Кое е значењето на оваа професија акушерство? Акушерките се еден значаен сегмент во здравствениот систем на секоја држава. Од тие причини акушерките заедно со професијата општа медицинска сестра се влезени во регулираните професии според европските директиви. Акушерката кај нас како студиска програма после основањето на Висшата медицинска школа на почетокот се воведе како виша, како двегодишни студии, некаде во 91-92 година, за во 2002-2003 година да добиеме акредитација за високо 3-годишно образование. Значи, кај нас на Високата медицинска школа постои студиска програма, која што е сега во фаза на реакредитација. Ние имаме обврска, секои 5 години ги реакредитираме студиските програми. И со самиот факт што е регулирана професија, сме обврзани на некој начин да ги внесиме и препораките на Европа, односно европските директиви за регулирани професии. Така да сега во фазата на реакредитација на ова студиска програма ќе ги внесиме и тие промени и мислам дека на тој начин ќе добиеме една студиска програма која што ќе биде квалитетна студиска програма која што ќе биде призната во Европа, во внесени сите директиви, така да кај нас на нашата школа секоја година запишуваме ние студенти, доволно да запишуваме и на смерот на таа студиска програма за акушерки. Имаше еден период кога малце беше намален интересот, сега последните години запишуваме, значи скоро комплетна квота ја исполнуваме. Тоа ќе прашав и следно, каков е интересот? Ја барат ли младите оваа професија, сакат ли да ја? Бидејќи знаете како на Високата медицинска школа сите што студираат добиваат професија. Значи после завршувањето на школата тие добиваат професија која што може да си ја применат во пракса. Значи кај нас може да одат на пракса во странство, исто му е призната, така да студентите се не завршуваат нешто што е апстрактно, значи нешто конкретно кое што можат конкретно да си го применат во пракса. Последните години имаме поголем интерес во врска со запишувањето на студенти. Исто така имаме ние и после завршувањето на додипломските студии, значи после 3 годишните, имаме акредитирано и студиска програма на втор циклус специјалистички стручни студии, кои што траат 1 година, каде што имаме специјализација за перинатална грижа, имаме студенти на таа студиска програма, добиват назив специјалист по перинатална грижа, така да имаме интерес и мислам дека со нашите напори студиските програми да ни бидат подобри, поадекватни, со повеќе практично знаење, мислам дека ќе имаме уште повеќе студенти, односно заинтересирани сегашни матуранти кои што ќе дојдат да студираат кај нас. Кога ќе се каже професијата акушерство, некако не асоцира на нешто како женска професија. Колку е тоа променато? Се запишуваат ли во денешно време се повеќе токму машките да го студираат ова? Јас мислам дека се уште е женска професија. Се уште е женска професија. Досега сега во 3-та година имаме еден студент, значи кој што е запишан на тој смер, се уште е женска професија. Мислам дека и општо медицината некако од секогаш била женска професија, дури јас кога студирав претежно беше така повеќе жени, само на одредени специјализации, понатаму повеќе мажи, меѓутоа
меѓутоа како што доаѓа времето светото се менува, така да се надевам дека и тука ќе имаме промени, бидејќи повеќе не постои машка работа, не постои женска, не постои машка и женска професија, мислам тоа е светски тренд, така да и ние сигурно мислам ќе прифатиме од тие трендови во светот. Еве во кратки црти, што е акушерството како професија, како занимање кое што понатаму ќе го има еден човек? Тоа е едно занимање акушерството е занимање кое што е прво многу, да речам, благородно занимање, едно занимање кое што значи добивање на нов живот, понатаму грижа за тој нов живот, нешто кое што мислам дека секој го доживува емотивно. Сигурна сум, нема сестра акушерка која што не го доживува цел тој чин, цел тој процес буквално емотивно. За жал некогаш има и компликации и така натаму во професијата, меѓутоа е нешто кое што јас мислам дека секој кој што се определил прво за медицина или било што, дали факултет, дали висока медицинска школа ќе студира, мислам дека мора да го има тој момент во себе на љубов кон професијата, на љубов кон пациентите, еден коректен, комплетно етички, недискриминирачки однос кон секој пациент, една еднаквост према сите, за да може да биде успешен и сетото да го работи. Тоа е една професија која што бара многу. Верувајте, јас како педијатар, јас сум иначе специјалист педијатар, мислам работев години со дечина, така да сето тоа има многу стрикни моменти. Понекогаш има малце и така, за жал има и некои кои што се да речам, тешки, меѓутоа во суштина, ако не ја сакате професијата и ако не си ја работите со љубов, посебно овие професии, тогаш никаков успех нема да има и тогаш ќе биде и сестрата изфрустрирана, нема да биде она што треба да биде. Така да ова е една професија која што бара многу ангажман, многу работа, значи многу контакти со мајката, многу контакти во текот на самиот чин на раѓање, многу контакти после тоа и така натаму, многу одговорна и во секој случај мислам јас навистина ја почитувам таа професија и ево сега користам и прилика да му го честитам на сите акушерки светскиот ден на акушерството. Се надевам дека нивните здруженија ќе се изборат да си го најдат местото во здравствениот систем на државата, бидејќи бевме сега пред неколку дена се вратив бев на конгрес во Хрватска, каде што нивните студии се академски студии, каде што сестрите имаат постдипломски студии. За жал, ни во Хрватска, ни во Словенија се уште нема докторски студии. Тие сестри докторирале во странство и кои што буквално водат катедри за акушерство, катедра за нега, специјална нега во сите клинички области и така натаму. Се надевам дека и нашите сестри и акушерките, заедно со општите, ќе го успеат да го изведат тој пат, да се организираат, да формираат комора и така натаму и да се изборат за нивното место во здравствениот систем кој што навистина го заслужуваат и аналогно на тој и во образовниот систем. Ако направиме една споредба, еве рековте дека имавте можност да посетите и други земји, каде е акушерството во Македонија, каде е акушерството во другите земји? Еве од Балканот, да не одиме понапред и понатаму. Онаму каде што е се, мислам, образованието, каде што е се во државата, така е и со акушерството. Значи, имавме прилика и надвор од Балканот да видиме како се образуваат студентите, на што се посветува внимание, како се почитуваат сестрите. Значи, мора еднаш да сватиме дека сестрата нема да му земи ништо на докторот. Значи, докторот си е на едно ниво, сестрата си е на друго ниво. Меѓутоа, постои една тимска работка, една соработка. Сестрата мора да биде едуцирана на високо ниво, за да може да сноси одговорност, за да може да ги обавува незините обврски, значи оние кои што се во домен на сестринството.
за разлика од лекарот, каде што си има своји активности и така натаму, меѓутоа мора да се заедно. Значи, тие мора да бидат тим. Во светот е така. Значи, во светот, ево ви кажувам, во Хрватска, сестри, тие ни беа и гости тука со размената, значи со Загребачкото велеучилиште, значи сестри со докторски студии. Истото и од Словенија. Од Словенија имавме професорка која што беше дојдена кај нас, сестра по едукација. Успеа да се изборат за место во здравствениот систем, меѓутоа и во образовниот. Бидејќи јас како раководител на ова образовна установа, сигурно дека е многу значајно, мислам, и нивното место во нашиот систем на образование. На пат се да формираат и докторски студии. Кај нас сестрите се уште, например, после завршувањето на високата медицинска школа, некаде не се платени, некаде не му е признато образованието. Изгледа во цел систем и сигурно сме посиромашни од нив, поевтино е да се плаќа сестра со средно отколку да се плаќа сестра со високо и така натаму, меѓутоа треба секогаш да ни биде на прво место квалитетот. Значи, сестрата ако не е едуцирана, како јас како лекар да барам од неа? Значи, сепак станува збор за така, здравство, значи, мора ние да бидеме како тим, никој на никој ништо да не му земе. Кај на секој се гледа се преку призмата на парите и сегде во светот се гледа сигурно. Меѓутоа, никој на никого не треба ништо да му земе, секој да си го добие она што го заслужува со голем труд, значи со вложување на голем труд и со комплетна одговорност. Значи, јас секогаш инсистирам и додека работев, значи, и во амбуланти, и дежурав и така натаму, секогаш стојам на тоа дека секој треба да се сноси своја одговорност. Лекарот на една страна, сестрата на друга страна. Да се надеваме дека овие работи наскоро ќе бидат еве и кај нас регулирани. Јас ќе се навратам на студиите. Рековте дека задоволителен е бројот на ученици кои што се запишуваат. Која е програмата според која работите? Сепак високата медицинска школа се наоѓа во клиничката болница во Битола. Колку праксата е застапена и им помага на самите студенти? Во самите програми ние имаме, значи, студентите наши студираат во болонски систем, добива 180 КТС кредити. Тука, значи, ние мора да имаме одреден број на часови за теоретска и практична настава, имаме задолжителни изборни предмети и така натаму. Практичната настава, односно целокупната пракса се обавува во клиничката болница. Ангажирани се сестри со високо образование, некои со специјалистички, втор циклус на специјалистички стручни студии. Сметам дека имаме практична настава, меѓутоа јас секој сметам дека тоа е малку и дека е недоволно, дека треба тука да работиме малце повеќе за да се заекне тој момент на практична настава. Значи, било како по пат на интерактивност, работилници и така натаму, ако треба и повеќе сестри, ние ова година вклучивме во практична настава и повеќе сестри кои што се вработени во клиничка болница, ако треба ќе вклучиме и уште повеќе, значи мора малце да го зајакнеме и да го подобриме тој дел на практичната настава, бидејќи теоријата е теорија, меѓутоа праксата е многу значајна. Теорија, знаете како теоријата сега толку имаме достапност со интернет, со електроника, така да ние, ако некој нешто сака повеќе да научи, може комотно да си прочита, значи ќе отвори на интернет и ќе си прочита. Меѓутоа праксата е она каде што нигде не може да го прочита и она кој што мора на нашите студенти да излезат овде едуцирани и да имаат познавање во практичната работа. А теоријата секој се надградува, ние цел живот учиме. И се уште учиме, така да во медицината нема никогаш доучвање. Значи и во сите професии реално е така, значи мора ние постојано да бидеме во тек со сите новини и така натаму. Еве за крај само од нашиот разговор, како што рековме и на почетокот, матурантите веќе размислуваат кој каде ќе продолжи со своето образование. Една порака од вас, зошто тоа би било професијата акушерство и доколку тоа сакат да го направат и имаат високата медицинска школа во Битола на располагање? Па, прво заради тоа што е една професија регулирана,
кои што можат после земањето на диплома, значи после дипломирањето да си најдат работа, да одат и во странство, да се едуцираат, одредени вештини да ги стекнат, па да ги применат после кај нас и било како, заради тоа што е една професија која што е навистина благородна, да речем, навистина една прекрасна професија и заради тоа што се надевам дека сега со новите студиски програми ќе биде уште поквалитетна, така да ќе може децата да добијат едно навистина квалитетно образование. Тие се секогаш, јас мислам дека тие веќе си знаат. Јас кога бев во гимназија, уште завршив, мислам, гимназија Јосип Брос, и уште тогаш знаев дека ќе студирам медицина. Јас мислам дека и сега постои кај децата, посебно во средномедицинско, тие точно си се определени и знаат која професија ќе сакаат и ја преферираат. Така да се надевам дека и ова година ќе запишеме доволен број на студенти. И јас многу ви благодарам што одвоивте време со нас, еве да кажеме неколку збора токму во пресрет на овој ден и да им го честитам уште еднаш денот на акушерките. Ви благодарам и вас.